Операта е плод на вечниот предизвик да се соединат во хармоничен брак музиката и драмата. Таа инспирација на најголемите композитори на сите времиња да ги спојат највозвишените уметнички изрази во еден комплексет ентитет. И преку чудесниот јазик на музиката и моќта на зборот, да ги изнесат на сцената пред вечната публика милениумските митови за природата на човекот и Бог, животот и смртта, љубовта и злото. Оперските дела не допираат во најисконските длабочини на нашето битие и непрекинато со стотици години и покрај повеќе кратните историски теретења за нерелевантност, застареност и елитизам, и понатаму представуваат стожерни уметнички доживувања за оние кои им се изложуваат со доверба и интерес. Музичкиот театар е изнедрен плод на културата, кој преку чудотворната синергија на многуте уметнички изрази го рефлектира човековиот идеал за трансцендентното значење на неговиот живот. Без него ние би биле празни школки, кои талкаат во потрага по некое слично волшебно огледало, во кое би ги виделе сите наши недостатоци и возвишености, би ги уочиле нашата способност за зло и потреба за љубов. И во интимноста на нашите срца би ја сватиле нашата вредност и би научиле да бидеме понизни пред големината на животот. Без тој уметнички апарат, ние би биле изгубени, а нашиот вредносен компас расипан и бескорисен. Изведбените уметности се соочуваат со повеќе досега невидени предизвици. Театрите се затворени, аудиториумите празни, сцените се тивки. Во време кога вообичаено оперските куќи и публиката возбудено го исчекуваат отварањето на новата сезона, ние имаме само оваа порака. Но делата на уметноста носат вистина, а низината вредност е света. И колку и да ја криеме од очите на светот, и на најмалата светлина што е упатена, таа дава огромен одблесок. Незините дарови се неприкосновени и вечни, а ние без нив вечно жедни. Во оваа турбулентна година, кога театарот во живо е во опасност да згасне, побаравме од композиторот Љубомир Брангјолица, кој со своето долго животно и музичко искуство е еден од главните композиторски протагонисти на македонската оперска и музичка изведбена историја, да упати порака по повод Светскиот ден на операта. Неговите зборови беа јасни, а пораката кратка, и служи како алка на премостување на се поголемиот јаз меѓу традицијата, заситена со уметнички богатства, и новото време, кое допрва ќе треба да ја докаже валидноста на својата замислена вредностна матрица. Маестро Брангјолица ни рече: денес сме поплавени со забавна музика, брз лек за засенување на секојдневните грижи. Наспроти косметичкиот карактер на овие звуци, натежнати од теретот на комерцијалност, стои наследството на операта. Да не заборавиме дека е значајна. Културниот момент на овој медиум, кој не воздига и не упатува на традицијата на звукот и содржината, е всушност наследство кое ни е насушна потреба. Генијални композитори од различни стилски и историски епохи ги истуриле врз светот своите музичко-драмски дела, за сите генерации да ги жнеат. На сите ви посакуваме добро здравје, мудрост и храброст. Да живее уметноста, да живее театарот, да живее операта и да живее операта во живо. Ви благодарам. Opera is the fruit of the eternal challenge
to unite in a harmonious marriage, music and drama. It has been the inspiration to the greatest composers of all times. They sought to put together the highest of artistic expressions in one complex entity, and to bring on stage, through the miraculous language of music and the power of the word, before the eternal audience, the millennia-old myths about the nature of man and God, life and death, love and evil. The operatic works of art touch the primordial depths of our being. For hundreds of years, in spite of reiterated historical criticism of irrelevancy, obsoleteness, and elitism, in their miraculousness, they still represent pivotal artistic experience to those who expose themselves to opera with trust and interest. Musical theatre is a product of culture, which by the way of the wondrous synergy of many artistic expressions reflects the man's ideal of the transcendent meaning of his life. Without it, we would be empty shells wandering in search of a similar magical mirror, in which we could see all our insufficiencies and our sublimeness reflected, and understand our ability for evil and our need for love. And in the intimacy of our soul, we could realize our worth and learn to be humble before the greatness of life. Without this artistic apparatus, we would be lost and our value compass broken and useless. The performing arts are facing more than a few difficult challenges. Many theaters have closed. Their auditoria are empty. Their stages are silent. This time of year, usually the opera houses and the audience would be excitingly looking forward for the beginning of the new season. But today, we just have this message. However, the works of art bear the truth, and its value is sacred. And no matter how hidden it is from the eyes of the world, it would shine with enormous reflection even at the smallest illumination. Its gifts are inviolable and holy, and without them we are eternally thirsty. In this turbulent year, when live theatre is in danger of dying, we asked the composer Ljubomir Branjolica, a protagonist of the Macedonian operatic and musical performance history with a lifelong musical experience, to send the message for the occasion of celebrating the World Opera Day. His words were clear and his message short, however, serves as a pointer to bridging the gap between the tradition saturated in artistic treasures and the new era, which still has to prove the validity of its imagined value matrix. Maestro Branjolica said, "Today we are flooded with popular music, a fast fix for merely masking the everyday worries. The operatic tradition stands in opposition of cosmetic character of these sounds, overburdened with the need of commercial impact. Let us not forget that opera is important. Its cultural factor through which we are elevated and directed towards the tradition of sound and content is in fact our utmost bare necessity. Ingenious composers of all epochs poured their works of art on the world for the benefit of all generations to come. We wish you all good health, wisdom, and courage. Long live art, long live theatre, long live opera, and long live live opera. Thank you.